Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на Канал ВИС и емисијата Визави, во кој што вообичаено поместуваме гости од политичкиот свет, од економијата, културата, но во ова издание даваме простор на спортот. За неполна деценија, клубот Академија Пандев испиша историски успех. За 5 години од општинска отиде во Европска лига. Академија Пандев оваа сезона ја испиша најуспешната во своето постоење мало и најмлад клуб во нашава земја. Во студиото на Канал ВИС и во емисијата Визави Југослав Тренчовски, шеф на стручниот штаб на Академија Пандев и координатор, ако не се лажам, за останатите тимови од Академијата и најефикасниот во Академијата во сениорскиот состав, ако не се лажам, Љупче Дориев. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро најдовме, благодарам на поканата. Ова е пехарот кој што е еден од успесите кој што ги постигна тимот на Академија Пандев. Се е јасно, носители сте на куп титулата, освоено трето место во првенството, излегувате на европската фудбалска сцена. Југослав, на самиот старт, ако тоа ве прашав на почетокот на август, дали е тоа целта, што ќе одговоревте тогаш? Тогаш ќе кажав дека не е таа цел, значи примерна цел не беше опстанокот. Ние знаевме за нашиот потенцијал, за нашиот квалитет, но поточно повеќе бевме свесни за тоа што можеме да го очекуваме негде после првите летни кола во август месец, каде што во првите 3 надпревари собравме 9 бодови и полека го трасиравме патот во тој горниот дел на табелата. Дали тогаш се разгореа страстите дека може Академијата нешто повеќе? Далеку од тоа, ние секој пат бевме скромни со нашите изјави и со нашите цели. Значи, првенствена цел ни беше обезбедување на 40 бодови, кои што според нашите проценки носат опстанок во прволигашкото друштво, но од друга страна, гледајќи го потенцијалот и квалитетот на тимот кој што го пружеше, значи, на самите надпревари, потајно се надевавме на нешто вакво, да кажеме да стигнеме во горниот дел на табелата. Јас пак ќе кажам, играчите се тие кои што се главни двигатели на целиот успех во Академија Пандев и тие бе едноставно водители на самите нас и на стручниот штаб и на самата организација, значи и на управата која што несебично ни помагаше, значи заслугите одат и на нив, но најголеми заслуги секој пат припишувам на играча затоа што во најтешките моменти тие секој пат ме советуваа мене, шефе, ние можеме, уште малку ни фали, ќе стасаме до Евролигата. Дориев, истото прашање и за тебе. Дали очекуваше на крајот оваа првенствена сезона дека Академија Пандев ќе го донесе првиот фудбалски трофеј на Струмица? Куп титула. Па, јас да кажам не. Според тоа, наша цел не беше опстанок. Лани имавме шанса во купот, но не ја искористивме. Имавме многу голема шанса, но не ја искористивме. Сега, според шансите кои не се укажаа, значи мирно, спокојно, како што се каже, максимално ги искористите тој момент да дојдат до титулата. Добро, атмосферата како беше на самиот почеток од оваа првенствена сезона? Сепак, нели, збориме за првенството, но тука и купот на прварувањето. Како беше атмосферата? Југослав ве рече дека можеби од аспект на стручен штаб, од аспект на управа кој што имат одредени цели за секоја сезона, рече опстанок. Но верувавте ли вие, како момци кои што излегувате на терен, дека може овој состав на Академија Пандев да направи подвиг? Да. Значи, уште од прво коло, јас ги знам многу деца, со многу време со нив, ги знам што можат и што можат да дадат. Уште од прво коло, во ум имав дека можеме нешто големо да направиме и тоа го обствариме. Тоа не е само предпоставам на Љупче, туку тоа беше впрочем и на сите. Да, значи имаше атмосфера, имаше се млади деца, млад тим, тоа е се со неколку поискусни. Значи ви помогнале тие поискусните или пак сепак ги надигравте вие? Значи, може да каже еден збор што може да се внесе во меморијата и едноставно тоа да се покаже. И по тоа да одиш. По таа цел да одиш нагоре. Така. Југослав, мислам дека Академијата, ако не се лажам, е еден од најмладите состави во прволигашкиот шампионат или пак просечна 24 години, ако не се лажам.
Ви импонира ли тоа дека со еден млад состав, со едни млади момци, што се честно искусните пред се, нели, кои што се во вашиот табор, направивте еден подвиг, едно пријатно изненадување? Така, значи, честитките доаѓаат од сите страни, посебно ми се драги тие што доаѓаат од луѓето кои што се директно инволвирани во фудбалот, зборам од луѓето кои што работат во фудбалот во Македонија. Ние сме убедливо најмладиот тим во првата лига. Имаше некои компарации со тимот на Шкупи, но ние сме убедливо најмладиот. Имаме само 3 играчи кои што се над 30 години. Станува збор за Ванче Шиков, Аце Стојков и Сашко Пандев. Ако ги иземеме овие 3 играчи, нашиот просек ќе биде некаде околу 22 години. Посебно сум горд што со овој тим докажавме дека имаме навистина потенцијал, имаме квалитет. Исто така ме прави горд што моментално еве сега денес на соберот со У21 репрезентацијата на Македонија имаме 5 повикани фудбалери од нашиот табор. Ако на ова ги додадеме играчите кои што претходно поминали из нашата школа, како што се Кристијан Трапановски и Јани Атанасов, ние сме тим со можеби најмногу фудбалери застапани во националниот тим до 21 година. Кога почна фудбалските ривали да ве гледат како опасно со тој млад состав кој што го имате? Дали првите 3 кола кога успеавте да се наметете и да видите во горниот дел од табелата, почнаа да се плашат од Академија Пандев или пак ве подценува и понатаму? Вака, според мене, првите 3 кола беа можеби некое изненадување. Четвртото коло во надпреварот со Работнички ние изгубивме 1-0 со Ако не се лажам во финишот од средбата или грешка? На почетокот беше со удар од 11 метри. Како и да е, ние пропуштивме едно 6-7 зицери и можеби според мене најубавата фудбалска представа што е прикажана од Академија Пандев во ова надпреваручка сезона е токму тој надпревар кој што се одигра на градскиот стадион, односно на арената Тодор Проевски во Скопје. После тој надпревар ние добивавме честитки за прикажаната игра. Составот беше исклучително млад, имавме 6-7 зицери, промашивме неколку ситуации, изработени ситуации кои што кажуваат дека во клубот нешто се работи, дека одредени работи се автоматизираат, познавајќи ги децата кои што веќе 5-6 години се заедно, го вклучувам овде и Лјупче Дориев, тој играше со нас во нашите први тимови во младинска лига, во кадетска лига. Значи тие доволно добро се познаваат и сакам да кажам дека со поискусните кои што навистина ги вода им делеа совети во овие тактички поставувања и некои други ситуации, значи за самодоверба, кои што беа да кажеме внегатели, направивме една одлична хомогена средина, одличен хоmoген тим и мислам дека тоа беа првите знаци дека веќе луѓето имаат почит кон нас, односно фудбалските работници го почитуваат овој тим на Академија Пандев и дури одредени луѓе ме советува, иако ние се уште не бевме во верување, не советува имате тим за повисоки дострели. Така. Лјупче, каква е атмосферата во Академијата сега, независно од титулите од успешната сезона, како функционирате? Дали сте сложни, дали освен на фудбалските терени, постојано сте заедно и надвор од терените, разменуваат искуства. Она е многу е битен и важен тој сегмент на другарство, на почитување, на разбирање како функционира тој состав на Академија. Значи до сега од прво коло, мислам, јас сум многу време тука. Од кога влеговме во прва лига, со овој млад тим се е како што треба. И во теренот и надвор од теренот. Значи сме заедно секаде. Никој за никого лошо не мисли. Значи тоа е прва цел. Се почитувате се? Да. Значи сме и шали, значи има се. Така. Во еден клуб што треба да има, ние имаме се. Така. Она ми беше зборот во делот на почитувањето, дали некогаш постојат искри на несогласување во одредени тактики, иако нели шефот на стручен штаб наложува, но сепак вие сте тие креатори на теренот. Значи или тука многу има, значи во секој клуб мора да има нешто вакво. Добро, фудбалски темперамент мора да има, ако нема желба и ако нема жар, да. Значи али тоа го има се помалку. Така. Она што и Југослав го кажа, мислам и дека забележа во секој надпревар по тројца и четворица младинци, ако не се лажам. Дури ме изненади на оној последен со Вардар, дури осмина во составот. Предност е тоа да се има младинци во екипата или пак сакате поискусни? Не. Значи млад тим си е млад тим. Така. Се познавате добро? Да.
се знаеме добро, многу време сме овде во Пандев во академијата, еден меѓу себе се знаеме, тоа е најважно. Добро, рековте дека Југослав, ќе те цитирам тебе, да слугите ги препишувам на играчите, но во секој случај да не го заборавиме менторот ваш, Горан Пандев, кој што едноставно го отвори овој цел проект со цел да се градат млади и квалитетни фудбалери, но и да се презентира оној квалитет кој што го поседува македонското поднебје не само на Балканот, туку и во Европа. Што ви кажа тој? Кога излегував, мислам дека беше сигурно дека излегувате во Европа, дека или па кога оставивте куп титула? Значи, еве вака, на почетокот на првенството и тој беше малку скептичен. Значи, ние испуштивме 7-8 играчи поискусни, останаа само 2-3 поискусни и се договоривме да го подмладиме тимот, односно да дадеме шанса на децата кои што потекнуваат од нашата школа. Нормално, на почетокот и тој, и јас, и сите ние во стручниот штаб и моите асистенти, на кои што им благодарам за соработката, бевме малку скептични. Може би првиот сигнал дека може со овие деца нешто да направиме, беа контролните надпревари на подготовките во Банско во Бугарија. Ние игравме со Айл Лимасол и одигравме извонреден надпревар со деца кои што се повеќе младинци, да кажем со тим кои што се повеќе младинци. Го гледавме, го анализиравме тој надпревар и заклучивме дека приоритет ќе не биде физичката подготвеност и нормално тактичката подготвеност на екипата, и во разговор со Горан тој стално ми потенцираше: "Шефе, мислиш дека ќе останеме со овој тим?" Викам: "Горан, можеби ќе достигнеме нешто повисоко." Значи, тие беа некои сигнали кои што не ветува дека можеме нешто повеќе. Горан е пресреќен, значи посебно е среќен за тоа што го направивме. Значи, честитки и до него за целосната поддршка во изминативе 9 години. Значи, ако не беше Горан Пандев, немаше да постои Академијата Пандев. Значи, тука морам да го спомнам Илија Матничаров и Горан Пандев, кои што се едноставно лицето на Академија Пандев. Горан е пресреќен, за 9 години шеф, испишавме историја, некој тоа не му успеело и за повеќе години. Посебно ме радови, баш тоа дискутиравме и вчера, значи Горан го очекуваме да дојде во недела, понеделник ќе биде овде, има собир со репрезентацијата. Посебно сме радосни и горди што ние имаме усвојувано неколку куп титули во младински конкуренции, во кадети, во младинци, значи во пионерска конкуренција, но оваа година за прв пат освоивме и шампионска титула во пионерска конкуренција. Тоа е генерацијата на фудбалери родени 2002 година. Дел од тие деца 2002 година, значи 3-4 играчи се веќе во тренажен процес со сениорскиот тим. Тие го освоја тоа првенство на Суперлигата, за што сме посебно горди и среќни. Секако тука морам да ги спомнам најмалите генерации кои што тренираат во нашата школа, генерацијата 2010, која што стана државен првак, генерацијата 2011, која што е вице првак на Македонија. Сето тоа не прави горди дека почетоците кои што ни беа, да кажеме, тешки, полека го минуваме тој период на одредени проблеми и мислам дека ако продолжиме во тој стил, Академија Пандев ќе има светла иднина. Не зборам само од аспект на Академија Пандев и Струмица, односно и македонскиот фудбал ќе има светла иднина со играчите од Академија Пандев. На последниот надпревар, не знам дали допреа до тебе како кормилар на екипата кој што ја распоредуваш и ги насочуваше како против Вардар, аплаузот од присутните на стадионот Младост, кога впрочем доаѓа токму подмладокот на Академија Пандев, кога почна да се аплодира за младинците, па потоа за малите дечиња, па кога почнаа тие да го скандираат името на Горан Пандев, дали го слушнавте тоа и какво беше чувството растргнат меѓу сениорскиот состав и пилињата кои што допрва чукаат кај Југослав Тренчански? Значи, прекрасно убаво чувство. Се мислам да беше некој тренинг надпревар или пријателски надпревар, би бил во можност да го прекинам и да им се свртиме, да им покажеме, да им дадеме поддршка на овие мали дечиња кои што навистина направија среќни. Токму така се погоди да на последниот надпревар на домашен терен, каде што ја славиме куп титулата против поранешниот чемпион ФК Вардар, во исти ден се одигра и финалните надпревари, во исти ден и 2002 генерација ја освои таа шампионска титула и токму се погоди моментот да за време на надпреварот тие се вратат од самите надпреварувања, што ме прави посебно горд и изразувам голема благодарност до публиката која што беше присутна на трибините и која што ги награди тие дечиња со аплауз. И коментира: уште ли да чекаме да се појават уште некои нови со медали и пехари? Љупче,
вака 17 победи, ако не се лажам, 7 нерешени исходи, 12 порази епилогот од првенството. Ако те прашам, бидејќи си актер на, ако не 90 од 100 надпреварите, можеби тука некаде, кој е оној надпревар, Југо го спомна дуелот со Работнички, но еве, од играчки аспект, кој надпревар ти останува во сеќавање како еден од најдобар, не лично за себе, можеш и лично за себе, но впрочем и за академијата и оној надпревар кој што сметате дека треба да биде заборавен и никогаш да не се сетите на него во оваа првенствена сезона. Може ли да се сети Дориев? Или ова ќе биде тешко? Например, нема. Надпреварот со Силек според мене за заборав во Кратово. Таму. Да се заборави. Да. Таму. Значи, кога одиме таму, имаме шанси се нон-стоп. Играме добро, значи фудбалски добро. Така. Шанси, акции, но они од корнерли, од фаул 1-0 и толку. Значи, се е така. Не е само еден надпревар. Последните 4-5 Последните така 4-5 се така завршуваат. Едноставно среќа да се нема или Едноставно, пак да, попуства бедем од одбранбениот бедем во финишот или концентрацијата од паѓа? Не е тоа, значи ние правиме шанси, значи ние имаме квалитетен тим, млад, али квалитетен. Шанси правиме, но еве на тие фаулови прекини тука сме малку тенки. Така. Најдраг надпревар лично за тебе како Дориев? Шкендија. Во Тетово? Во Тетово, да. Не е таа сезона, претходната сезона. 16 голови, ако не се лажам оваа сезона. Да, 16. Тешко беше да се постигнуваат голови или не е лесно да така. Не е лесно. Да, добро, мене ме интересира, често пати те гледам во екзокаторот 11 метри. Те фаќа страф, имаш трема? Не. Не. Од оваа полусезона не. Елиминатата во купот со Пелистер и тоа му имам на шефот. Кажам, ја земам топката, одам да шутнам. Кога одам, голот ми е мал. Стеснува. Да. И викам, што е ова? Добро, ќе дадеш изборува пред љубителите и нашите гледачи дека во првото квалификацијско коло Дориев ќе постигне гол. Да. Браво. Значи давам збор. Дава збор. Југо, полека, нели, веќе стигнуваат, како се вика, реакциите по освоената успешна сезона. Јас мислам дека малку се навратиме сега и на куп на прворањето. Куп титула освоена, драг пекар. Сите очекувавме лесно да ја пројдете Македонија Ѓорче Петров, но се покажа нешто сосема спротивно. Да бидеме и малку отворени и искрени дека можеби имавте среќа до оваа куп титула. Дали овој пекар кој што стои во студиото на Канал Вес, мислам дека единствен спортски пекар, барем во мојата кариера, да се донесе овде во студиото на Канал Вес, е резултат на среќа, желба, упорност, квалитет. Значи вака, за да се постигне одреден успех, нормално дека треба да се склопи мозаикот, секако дека овде секако влегува како дел и среќата. Вака, ние имавме многу лесен пат до самото финале. Значи, имавме второлигашки тимови и во полуфиналите го имавме тимот на победа кој што едноставно го бураше со екзистенција и веќе отпаѓаше во втората лига. Значи, финалето ни беше, да кажем, прв посериозен и најсериозен испит. Додека нашиот противник на Македонија Ѓорче Петров имаше далеку потежок пат, ги елиминираше Вардар, Работнички тимови кои што имаат освоено неколку куп титули и биле прваци на нашата земја. Ние бевме свесни, имавме некој психолошки товар во тој надпревар. Знаевме дека излегуваме во Евролигата квалификациите, завршуваме на трето место, што ме прави посебно горд со 10 поени разлика од четвртиот тим. Значи испишавме историја со 58 освоени бодови. Од друга страна требаше да влеземе растеретени, но пак ќе кажам, составот и кадрот на играчите е неискусен. Ние почувствувавме одреден психолошки товар, а ако мене лично ме прашате, од мој личен аспект, значи тренерски аспект, ова беше мој пети надпревар на пенали. Овде ќе ги внесам и бараж надпреварите со Тиверија. Имам изгубено 2 надпревари во Пенал рулет серија. Во пенал рулет серијата со
денес што се сениори, кадети и младинци, значи со генерација 98. Имам изгубено полуфинале на куп минатата година со Пелистер. И ова беше пети натпревар кој што го играме на пенали и едноставно бев толку смирен, само си велев во себе, Господ е голем, еднаш и мене ќе ми се наспомне среќата. Секој дека среќата има свој удел овде, дури кога зборвав со Горан, после надпреварот ми вика шефе, кога дојдоа пенали, викам изгубивме пак. Добро, се слушнам и со Горан и во изјава за медиумите отворено кажа, не знам дори дали си ја прочитал, не е само да излеземе во Европа. Да. Треба резултати на Европа. Да. Дали сметаш дека сте подготвени да направите не изненадување, но сепак едни серија добри резултати, една добра игра на европската сцена, едноставно да се забележи во аналите на УЕФА дека Академија Пандев дебитирала со една добра игра, па и дај Боже со победи, зашто да не? Да, значи таа цел е исполнета. Трето место и излез во Европа. Сега не е само да се каже дека излеговме во Европа и толку. Значи сега е цел да се спремиме добро. Значи имаме околу месец дена да се спремиме добро и да атакуваме на што по-добра игра. Да не видите лесен замак, едноставно да се посмева фудбалска Европа. Наплеват со почит спрема нас. Оти ние сме млад тим, но со квалитетни играчи. Така. Да. Југо, предпоставам, рече ти на ваквата изјава дека ова е дополнителен притисок. Се сметаш ли за притисок? Бидејќи види, се ова останува во минато. Сега сите сме насочени во иднината. И жедни за нови успеси, нови резултати. Дали тоа ќе биде притисок за играчите, за стручниот штаб, за управата на Академија Панде, бидејќи сепак дебитирате на европската сцена, имате една плејада на фудбалски имиња кои што имаат огромно искуство како клубска, така и во надпреварувањето под капата на УЕФА. Па секако дека ќе биде некое посебно чувство, друго чувство пред се. Јас во овој момент сакам да кажам дека ние некаде мислам дека и објавивме. Ние сме уникатен клуб, односно уникатен пример. Горан Пандев е актуелен играч уште, значи активен играч, игра во Дженова, а неговиот клуб веќе се надпреварува во квалификационите кола на Лига Европа. Мене посебно ќе ми биде гордо што правиме напор. Јас се надвам дека нашата организација, заедно помогнати со луѓето од фудбалскиот клуб Беласица и стадионот Младост, ќе направиме идеални услови за евронадпреварите да се одиграат овде. Ние се сеќаваме да не заборавиме пред 4-5 години Хоризонт Турнова настапуваше во квалификациите, за што заслужуваат честитки. Последниот надпревар кој што е одигран од ваков тип, значи квалификации во Лига Европа, ми се чини дека 2003 година надпреварот Беласица, надпреварот Беласица и Публикум Целја. Публикум Целја. Така. Мислам дека тоа беше вториот настап на Беласица. Август месец, да, 2003 година, што значи цели 15-16 години поминати. Јас се надевам дека струмичката публика ќе дојде во поголем број, ќе ни даде значи поддршка и дека едноставно тие ќе бидат дополнителен мотив за нашите играчи да го изгубат тој притисок, таа трема и едноставно да го пружат најдобриот надпревар во тоа квалификацијско коло. Не знаеме кои ќе се противниците. Апсолутно. Од тоа што ги гледаме, знаеме дека ние сме неносители, другите противници значи се носители. Имам исклучително јаки тимови, исклучително богати тимови, но јас се надевам дека имаме и поболна ждрепка, па зошто да не да се обидеме да ги поминеме и тоа прво коло. Само би додал да не се случи тоа од 2003-та, туку да биде нешто поразлично, бидејќи тогаш Беласица не се прослави со публикум од цели Словенија и беше совладано што во првото квалификацијско коло 7-1 и 0-5. Така е, за да биде малку поразлично сега, да не биде така. Лјупче, Лига на Европа, но она што би сакала да те прашам, сигурно знаеш, сте неносители, но со кого сакат Дориев да си ги одмери силите во првото квалификацијско коло? Па да ти кажам со Легија. Зашто? Па од Полска тим. Мислам дека со што подобар тим, тоа е и за нас подобро. Македонија Полска, еве кога ја спомна Полска? Немаш коментар.
Сега погледите се свртени во иднина, кон новата првенствена сезона, кон излезот во фудбалска Европа, играчите се на одмор, ако не се лажам од завчера. Останува ли овој костур или пак што околу играчкиот кадар Југослав Тренчевски? Значи вака, играчите се од завчера веќе пуштени на одмор, има 12-дневен одмор од кој што некаде на половина 5-6 денови ќе им бидат активни на одмор. За жал, таков е периодот, мораме да размислуваме за иднината. Веќе на 8 јуни стартуваме со тестовите и подготовките, значи врз основа на тоа ќе го направиме планот и програмата за работа. Некаде на 21 јуни заминуваме во Турција, во Болу, тоа е туристичко место каде што одат многу тимови на подготовки, пред се тимови кои што доаѓаат од овие земји, од Турција, има од Полска, има од Бугарија, значи повеќе тимови. Значи имавме 3 центри за бирање, тоа беа Словенија, Австрија и Турција. Ние се одлучивме за Турција затоа што имаме прекрасна соработка со една спортска агенција таму. Околу играчкиот кадар. Најпрво имаме 4 играчи на кои што им завршија договорите. Тоа се Ване Шиков, Аце Стојков, Душан Чубраковиќ и Филип Трајановски. Со овие 4 играчи, значи, ние разговараме и размислуваме што и како понатаму. Дел од нив сигурно ќе бидат вклучени во тимот со некоја стручна помош. Дел од нив сакаат да се повлечат и да не играат фудбал. На дел од нив, значи од тие 4, и ќе им се заблагодариме. Кога ќе ги завршиме овие 4 играчи, на размислување сме да ги повлечеме нашите млади играчи кои што се отстапени во другите клубови. Станува збор за Велиновски, станува збор за Скендери, деца кои што играат во втората лига, едниот во Кожов, едниот во Брегалница Делчо, во Брегалница Штип, и нормално доколку се појави некое квалитетно засилување, ние би сакале да го засилиме тимот најмногу со 1 или 2 играчи. Повторно и оваа година ќе се обидеме да дадеме шанса на младите играчи, односно на играчите кои што потекнуваат од школата на Академија Пандев. Значи тоа со совсем потенцијал планирате да излегувате на европската сцена, колку што ве разбрав. Со совсем потенцијал, па искрено кога веќе имаме од одредени тимови понуди за Дориев, Миловановиќ, Стоилов, Томислав Илиев, зошто да не се обидеме со истите тие играчи, на дополнети со помладите, значи да бидеме тим кој што ќе се обеди да се надпреварува, и јас се надвам дека ако го поминеме тоа коло или се представиме во подобро светло, искрено очекувајте 1 до 20, јас очекувам 1 до 20 играчи да го напиштат тимот, односно да направат трансфер во некоја повисока лига. Дали во тие 1-20 е Дориев? Па да. Дори нема да те боли тоа што ја напушиш академијата. Да. Значи, добро, сепак фудбалот е така. Бидејќи јас сум 8 години веќе тука. Од кога е школата отворена, јас сум тука. Со сите, со шефот, со Илија Матеничаров, со сите. Ке ме боли, али за тоа играме. Така е. Тоа е кога се градат и претпоставам дека ќе бидеме горди не само и од лично ти тука и од академијата, и ние како љубители на фудбалот и сите оние кои што го следиме фудбалот. Спомна 8 години. Фактички тоа е малтене уште од самиот старт на академијата. 12-та негде се приклучи. Вака, ако би те прашал, сметаш ли дека академијата го пружа максимумот кон фудбалерите? Сега тука ти е шефот, сигурно пред него нема да кажеш не пружат максимум, но се работи ли во академијата? Да. Значи, како еден клуб треба да работи, тоа овде се работи. Професионално, како европски клуб, како во Европа. И за тоа има успех. Така. Значи, максимално се посветуваат. Да, значи, максимална само примањата не се европски. Па добро, сега Македонија. Според клубот и кој се дава пари, и тоа е добро. Значи, максимално се работи, се тренира, мислам дека сте единствениот клуб во државата кој што применува и некои нови методи и техники на Сега има уште еден Шкендија. Ако станува збор за GPS анализите, што да, но во секој случај вие бевте кои што тоа го први го направивте. Југо, и само за крај, полека да привршуваме, бидејќи сакаме да ве оставиме да одмарате, бидејќи ова е период на одмор за академијата на Горан Пандев. Рече дека ќе засилување можно се, доколку евентуално 1 до 20 нели заминат од академијата. Дали за следната првенствена сезона повторно ќе бидат младинците и сопствениот погон
во преден план на Југослав Тренчевски. Секако, значи јас кажав и претходно дека и евентуално ако се засилиме со еден или двајца играчи, тоа ќе бидат играчи доколку веќе одредени играчи ги напуштат нашиот тим, односно одредени позиции во тимот. Ние потполно веруваме во нашиот кадар, во нашиот млад кадар, полека, значи нашата идеја беше дека еден процес за создавање на фудбалер трае околу 10 години. Значи ние навршуваме 10 години наредната година, точно полни 10 години. Од друга страна, нашите стручни анализи кажуваат дека нашите млади фудбалери, односно би постигнале зрелост во фудбалска Македонија негде на 22-23 години. Јас мислам дека овој тим, грото играчи составени од 22-23, Дориев е сега 23 години, нема полни 24, ја доживуваат вистинската зрелост за достојно презентирање во нашето македонско првенство. Мислам дека овој тим што го имаме би требало да го задржиме. Треба да го освежиме со некои дечиња кои што потекнуваат од младинските категории, нормално помошта од Дориев, од Иванов, Стоилов, кои што се играчи по 23-24 години. Секој не смееме да ги заборавиме Аце Стојков и Сашко Пандев, ќе не биде драгоцено и значително, значи на клучите надпревари играат и клучна улога, односно играат улога во прав момент. Кога е потребно најмногу за тимот, тие извршуваат таа задача, но ние повторно ќе се потпреме нашите млади сили, повторно ќе се обидеме да се докажуваме и да докажеме дека кога имаме веќе 5 репрезентативци до U21, јас би се потрудил да имаме и 6 и 7, а тие би биле репрезентативци само доколку имаат настапи во нашата прва лига. Каде се гледа Дориев ако замине од Академија Пандев или пак каде посакува Дориев да заигра еден ден? Во кој клуб? Со Лео Меси. Благодарам. Не е скромен. Добро. Во животот и почитувам луѓето кои што имаат одредена цел Браво. и се борат за таа цел. Така да ти посакам многу успех и верувам во како велат, како ми кажа спортските новинари дека си бил балетан на фудбалските терени. Или поточно Пинк Пантер. Не во знам, Копачки. Не знам, така ми кажа. Посакувам противник во квалификацијското коло од Лигата на Европа. Искрено, Рече Легија Полска. искрено јас не би сакал Легија. Што ќе се случи, не знам на ждрепката кој да биде противникот. Тоа е станува збор за секако за поквалитетен противник, но ето ќе го анализираме, ќе видиме кој ќе го добиеме за противник и ќе се обидеме да дадеме се од себе. Зошто да не да се обидеме да го поминеме тоа прво квалификација. Апсолутно. Првото коло мислам дека ќе биде тука како не носители или мислам првиот дополнителна е ждрепката, значи ждрепката на 18 јуни, првиот надпревар на 11 јули. Јас се надевам дека ќе биде прво во Струмица, да собереме колку што можеме повеќе публика, да ни даде подршка, а реваншот да го играме во гости. Така. Ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави на програмата на Канал Вис. Ви посакам многу успех до година овој пехар. Повторно да го видиме овде, Југослав тебе со Академијата, а Дориев од некој странски клуб да го вклучиме директно и да ги честити успехот на Академија Пандев. Така? Да. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости во емисијата Визави. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Тоа беа дечките или момците од Академија Пандев кои што израдуваа струмишката фудбалска јавност пред се со првиот пехар за Струмица фудбалски, а ова е овде освоената куп титула, а се разбира и со освоеното трето место со што Струмица ја продолжува низата со настапи на европската сцена по Беласица и Хоризонт Турново. Трет клуб кој што излегува во Европа е Академија Пандев. Секој е добро.